На сите ни е јасно дека кога некој производ е бесплатен, тогаш корисникот е вистинскиот производ, неговите податоци, навики и интереси стануваат вредна стока за рекламирање. Многумина се револтирани од фактот што големите технолошки компании заработуваат токму од овие информации. Приходите од рекламирање на дигиталните платформи варираат во зависност од популарноста на мрежата и локацијата на корисниците. Корисниците од земји со пониски приходи имаат помала комерцијална вредност. Според Sherwood News, платформите како Pinterest, Snap и Reddit добиваат околу 2,40 до 2,80 долари месечно по активен корисник во Северна Америка. Но Мета е далеку пред конкуренцијата. Според нејзини проценки, еден корисник од САД или Канада носи речиси 27 долари месечно, повеќе дури и од најскапата претплата на Netflix, која изнесува 24,99 долари. Сателитската интернет услуга Starlink на SpaceX вчера повторно се соочи со краткотраен прекин, втор поред во рок од 2 недели. Илјадници корисници го пријавиле проблемот на Dawn Detector, а од компанијата се уште нема официјална изјава. Последниот ваков инцидент на 24 јули бил предизвикан од сериозен софтверски дефект, според подпредседателот за инженеринг, Майкл Николс, и покрај овие прекини, Starlink бележи значителен раст. Со над 6 милиони корисници во 140 земји и повеќе од 7000 активни сателити, таа е најголемата сателитска констелација во светот. Во истиот ден кога се случи прекинот, SpaceX успешно лансираше нова мисија од базата Ванденберг во Калифорнија, зајакнувајќи ја глобалната мрежа. Но, плановите за зголемување на лансирањата од Ванденберг се соочуваат со пречки. Калифорниската комисија за крајбрежје го одби барањето за проширување поради недоволна еколошка проценка. Ова се случува и покрај напорите на федералната власт да ги олесни регулативите за вселенската индустрија.